Во добри и во лоши времења, во растови и падови, Кочани останува познат како град на оризот. Земјоделската традиција е длабоко наблезена во културата и обичаите на кочанци, а оваа манифестација е чуварна дел од нашата културна историја на духовно и материјално наследство. Ова го истакна градоначалникот Николчо Илиев по завршувањето на традиционалната жетва на ориз во Кочани, додавајќи дека скапото производство и лошиот пласман ја намалува атрактивноста за одгледување ориз. Факт е дека оризот како земјоделска култура со стратегиско значење за Кочани треба посериозно да се заштити. На презентацијата на обичаите за жнејување и вршење присуствуваше и министерот за земјоделство Љупчо Николовски. Владата на Република Македонија, како и во целиот овој период, во текот на оваа година, уште од самиот почеток, знаете, носевме постојано интервентни мерки за секоја една стратешка култура во државата. 10% линеарно беа зголемени субвенциите минатата година заради состојбите во земјоделството, заради напластените проблеми, заради отсуството на стратегија, а особено во делот на оризот имаме, би рекол, еден 10 годишен застој во инвестирање и во науката, и во новите сорти, и во акцентот кој што државата го става на оваа проблематика. Затоа 300% беше зголемувањето по хектар на субвенциите за минатата година кој што ги добија оризопроизводителите. Од тука повторно ја праќаме пораката дека и оваа година, согласно сите состаноци и средби со производителите, со откупувачите, согласно сите информации и анализи кои што ги правиме и ги имаме во текот на овој период, владата на следната владина седница ќе излезе со мерки кои што се однесуваат на производителите на јаболка и со мерки кои што се однесуваат на производителите на ориз. Николовски истакна дека кочанскиот ориз е изграден и препознатлив бренд од Македонија по својот квалитет и своите карактеристични својства, но на пазарот се соочува со се поголема конкуренција од другите држави како Турција и Италија. Програмата за рурален развој за 2019 година, како што тоа го направивме оваа година со поддршка која што директно дојде од Министерството и од Платежната агенција за Институтот за сточарство, за Управата за хидрометеоролошки работи, 2019 година ќе биде година во која што ќе имаме мерки за модернизација и вложување во Институтот за ориз, кој што е оставен од страна на сите чинители и во кој што навистина десетици години не е инвестирано ниту во опрема, ниту во едукација, ниту во човечки потенцијал. Ние нашето ќе го направиме да преку програмата за рурален развој издвоиме онолку средства колку што треба навистина да се вложи во модернизација и во опрема, односно во реконструкција на целокупниот овој објект и на институтот, заради тоа што тоа е најбитната научна алка преку која што навистина треба да ставиме акценти на нашите долгорочни политики во делот на оризопроизводството. Годинава се засејани околу 3000 хектари ориз и се чекува принос од 15.000 тони оризова арпа.